Почитувани, пред Министерството за одбрана ќе ги поставиме 30 вистински прашања за Радмила Шекеринска и со тоа нема противзаконски да снимаме партиски видеа во Министерството за одбрана. Радмила, по колку рала чизми им ветивте и не им обезбедивте на војниците? Зошто уште ги нема униформите, се инсистирали на брендот Луи Витон? Дали само професионалци заминуваат во мисијата во Афганистан? Зошто и покрај укажувањата од НАТО го расформиравте полкот за специјални операции? Дали свесно со аташето во САД го прекршивте законот за одбрана и законот за надворешни работи? Колку од набавките префрливте од лани за годинава и дали е пресметана и биографијата Вечно опасно втора? До кога ќе се мешате во раководењето и командувањето и политички ќе унапредувате старешини? За колку го издавате просторот во домот на АРМ и дали ги употребивте вештините за рентање дом од 5000 евра? Посетите на домот на Боки 13 беа посветени за кројот на униформите или за исхраната на војниците? Зошто се одлучивте за селективно пензионирање? Лично, каква торба би избрале за транспорт на рекет? Луи Витон или Версаче торба? Колку реално чини Лобутин штикли на подарок и што треба да се стори за да се добијат? Зошто запре трансформацијата на АРМ? Колку автомобили ви продаде партискиот спонзор од Куманово, вкупно неподелни министерства? Ја задолживте ли гардата да го чува орденот од принцот на Црнагора за Зоран Заев? До толку ли сте скарани со Кочо, па за инает му седувавте документи да го збори народот? Зошто го прекинавте курсот за подофицери? По НАТО стандарди ли ја проширувате семејната викендичка од 300 квадратни метри? Наутро поздравувате знаме на Аризона или на Македонија? Дали шефот на военото разузнавање има и друга обврска, освен следење на опозицијата? Кој е вашиот најголем неуспех во работата како министерка за одбрана? Во која касарна најмногу ги подобривте условите за работа? Дали ја остваривте вашата цел за праќање воени дипломати по партиска линија? Колкава е вашата одговорност за одбрана на Заев од хибридните напади од пранкерите? Би се хранеле ли самата со тоа што на мени го имаат македонските војници во војничките ресторани? Подготвени ли сте за амбасадорка во Вашингтон? На кој стих од химната ви запира гласот, па не ја пеете по настани? Колку е важно керка да е родена во Скопје, па за тоа и закон да се менува? Толку ли е демоде одење на ручек со службено возило, па мора да се користи и армиски хеликоптер? Која марка и колку инчи е телевизорот во дневната на Боки 13? Почитувани, Шекеринска никогаш не одговорила, нема ниту сега да одговори на вистинските прашања. Но до 12 април и таа ќе понесе одговорност за сите бајадера бизниси. Ви благодарам.